секогаш е актуелно кога зборуваме на тема спорт. Во моментот најактуелно е светското првенство во ракомет. Мој денешен гостин ова утро е Горан Ѓорѓановски, поранешен репрезентативец и одличен познавач на ракометот. Добро утро. Добро утро. Добро утро, Анита. Поздрав до вашите гледачи. На светското првенство отидовме со подмладен состав. За жал, веќе втор пораз, меѓутоа една добра лекција. Кој ни пресуди овој пат? Па добро, уште кога беше ждрепката после пласманот на светското првенство и кога се дозна кои се нашите противници, реално знаевме дека Норвешка е фаворит во групата. Реално, по моје мислење, ова е можеби најдобрата норвешка репрезентација последните 10 години, од аспект дека играчите со кои што располага селекторот и кои што претходно требало да располага се сите се здрави, што не се случило во минатото и реално е фаворит број 1 и е во кругот на топ 6 репрезентации кои што ќе се борат за пласман за распределма на медалите. Од она што јас и вчера и минатите денови го пишувам во мојата колумна, и над преварот со Холандија, ние во никој случај ниту бевме фаворити, ниту бевме блиску да бидеме фаворити. Противникот е во една друга фаза, има оформена селекција, има план по кој што работи изминатите 6 години и претходно кога беше селектор исланџанец и сега кога е начело Штафан Олсон од Шведска, значи еден систем скандинавски кој што го практикуваат веќе 6-7 година, така да очекувам беше поразот и од Холандија. Тука се спорни неколку работи, пред се начинот на кој што ние ги загубивме двата надпревари, особено онај вчера, со една разлика која што не е така мала, која што сигурно ќе делува психички на играчите. Мене ме плаши играта на нашите најискусни ракометари или едни од најискусните ракометари кои што играат на позиции кои што се фундаментални за ракометот, како што се бековските. Значи тука мислам на Филип Кузмановски и Филип Талевски, кои што одигра една бледа партија и една партија која што со која што не можеме да очекуваме ние резултати со послаби репрезентации од Холандија. Исто така во надпревар меѓу од тоа кој е послаб дел од нашата селекција, одбраната или нападот, навистина не можеме да одлучиме, затоа што и нашата одбрана очигледно во моментов немаме играчи кои што можат да ги покријат централните позиции на нашата одбрана. Видовме и вчера многу проблеми и со Кај Смит, и со Лук Стејнц, и со останатите, и со пивотот на Холандија. Така да поразите се очекувани, но начинот на кој што Македонија загуби, играта која ја покажа, особено, ајде да кажам, и во одбрана, но и во напад вчера, каде што ние комплетно бевме стерилни, кај што игравме индивидуално, а немаме квалитет индивидуално да решиме ситуација, не напаѓаме зона во простор, одиме директно на играч со посилни противници. Очекувано беше ние да се истрошиме и кога треба во одбрана да покажеме, условно кажано, заби ние не можевме тоа да го направиме. Имаме промена на генерации. Недостасува ли можеби повеќе агресивност, поголема борбеност кај играчите? Па знаете, јас вчера тоа го апострофирав дека време е нашите играчи да дадат и малку, кажано условно, чотек на противникот, но имате, јас самиот сум се наоѓал во ситуации кога играте со репрезентации каде што и не можете да дадете чотек, условно кажано. Значи, во секој случај ни недостига агресивност, но агресивност не се добива со изјави, агресивно не се добива со разговор. Значи, едноставно имате играчи кои што се таков тип на играчи, имате играчи кои што по природа се агресивни, имаат антропологија, имаат физички предиспозиции да бидат агресивни, и имате играчи кои што едноставно не име карактерот. Друга работа е атмосферата во екипата. Кога атмосферата е воинствена и борбена, зборам не само на терен, зборам општо атмосферата во хотел, кога играчите, можеме да ја видиме вчера Србија, која што одигра еден егал надпревар и загуби еден важен надпревар, ќе ја земам како пример. Значи, очигледно е дека меѓусебната атмосфера атмосферата е на ниво на вистина, значи борбена, воинствена, дека тие на секој гол се радуваат, значи се бодрат меѓу себе, сакаат да направат нешто.
добро, ситуацијата со Србија е комплетно спротивна од нашата. Тие изминатите 10 години, ајде да кажам, ги немаше на светската сцена или ги имаше, ама не на тоа ниво на кое што би сакале да бидат, и нивната фрустрација е многу поголема, да кажам, и сакаат да покажат дека се и ракометарите се ајде да кажам, врвни во таа земја. Овде е противна ситуацијата. Ние имаме една генерација која што замина, начело со капитенот, сега селектор Кире Лазаров, кој што беше екстра играч, значи светски играч, покрај него уште Истоилов и Миркуловски и Мојсовски, наследи една репрезентација со голем товар. Ова репрезентација има голем товар, што не е никакво оправдување. Ние имаме тука играчи кои што од 2016-17, како што се Талевски и Кузмановски, се на големи надпреварувања и не можеме ние да збориме дали некој овде е искусен или не искусен. Концепцијата во напад е очигледно проблематична, поставена е како што е поставена и вчера даде таков резултат како што даде. Како да се вратат назад? Потребна е само доврва, знаете, и вие сте биле играч, сте победувале, меѓутоа имало и многу пораз. Така, значи, колку и ние да мислиме дека Норвешка не остави трага на нашата игра, видовме вчера дека не е така. Она што мене ме зачудува, да кажам, е рашомонијадата на изјави од нашите играчи после вчерашниот пораз. И тоа ме плаши. Значи, ние имате на еден од најискусните и најдобрите играчи, имате изјава дека толку ни е квалитетот. Значи, ние не можеме, очигледно не можеме повеќе. Имате изјава на Филип Талевски, кој што кажува дека ние треба да учиме од другите репрезентации како да се бориме. Значи, Македонија никогаш немала во историјата проблем. И генерацијата на Манасков, кога играше во друга формација, и генерацијата на Мојсовски, Миркуловски, Лазаров, никогаш немала проблем со пристап кон играта и кон таа борбеност или преданост, особено на националниот дрес. Сега, очигледно има нова генерација на деца кои што можам да кажам слободно и ова шанса им е дадена на тацна, без многу да се не така тешко да се заслужи. И знаете, во животот, штом добивате нешто на тацна и многу лесно, вие не го цените или мислите дека нешто сте направиле посебно. Тоа го потврдува изјавата на Филип Кузмановски вчера, кога рече дека секој играч овде треба да го заслужи местото, но тој прво треба да се сврти према себе си и да се праша дали тој го заслужил местото тука, а не да се носи во ситуација да ги критикува помладите играчи, како што ги наведе неколку, дека тие треба ајде да кажам, да го со напорна работа и со пристап да го заслужат. Така да тој треба да е Талевски и останатите и Манасков и Георги треба да се пример за младите. Вчера не видовме таква ситуација, барем не во делот на одбраната. Знаете, одбраната е секојаш место кај што вие можете со добар пристап, со мотивираност да покриете неквалитет, момент на слабост, се може да покриете. Во нападот е друга ситуација кај што треба да имате и да знаете и добар систем, и добри играчи и така натаму. Ова е поинаква игра, односно поинаква формација од времето кога вие настапувавте. Потешка или полесна, како вие ќе оцените? Сепак и селекторот Кире Лазаров вчера рече дека не е задоволен од досега покажаното, меѓутоа ова е она како што и вие кажавте на почетокот, тоа е нивото кое што сега го имаме. Видете, играта на една репрезентација се базира врз основа на тоа што располагате. И во минатото Македонија пред нашата генерација играше една поинаква игра, тогаш и ракометот беше различен, сега е ракометот, значи многу отиден во насока на физичка подготовка, сите репрезентации, секој играч што доаѓа на високо ниво е значи феноменално физички подготвен, што не е случај со нашите играчи. Дали се работи за лигата во која што настапуваат, дали се работи за клубовите во кои што настапуваат, не знам, но можам да кажам дека она што го покажа Македонија од начинот на игра, апсолутно не е тоа што ние го очекувавме. Не зборувам за резултатите. Резултатот може да биде и ваков и онаков. На еден надпревар можете да играте квалитетно, да направите доволно позиции чисти, да не реализирате дел од нив и да загубите надпревар. Ова не беше случај. Во моментов Македонија, можам да кажам, игра на овие, особено на надпреварот со Холандија,
играше во поле како да го има Кире Лазаров, Филип Миркуловски и Наумче Мојсовски во тимот, а за жал ниеден од нив не беше во тимот. Значи, ние се обидувавме да решаваме ситуации 1 на 1, 2 на 2, без добар заред, без промена на места, а немаме играчи во моментов кои што се квалитет, ниво и искуство на оние што претходно биле. Така да, ако ние, не е ништо страшно ние што загубивме. Па крај на денот не е ништо страшно ако изгубиме и од Аргентина, ако ние се држиме до тоа. И морам ова да го кажам, да искористам шансата. Имам впечаток дека има играчи таму кои што како да се сосила донесени, како да немаат желба да бидат таму, а оставивме во Македонија играчи кои што не се како квалитет дека се поквалитетни од нив, него че придонесеа со тоа што нивниот начин, нивната филозофија на делување е поинаков. Ние мора во иднина играчите не само да ги бираме по квалитет. Не зборувам за врвни играчи кои што треба да играат во национални. Уште во базата ние мора да ги бираме играчите и по карактер, не само по ракометно знаење, по квалитет. Очигледно имаме играчи кои што, пак ќе се навратам, дека некако го добија ова на тацна, го добија на многу лесно, барем тоа е мојот впечаток, и сега се соочуваме со ситуација да тие истите изјавуваат, имаме некои разни филозофии во изјавите, кои што може би и федерацијата треба да размисли во иднина и во преостанатите денови да има некаква да има, да кажам, начин кој може да изјави, како може да изјави. Ова сега што се случува со изјавите е навистина конфузно, од аспект дека може да делува на надпреварот со Аргентина. Вчера ја видовме Аргентина со Норвешка, загуби очекувано 7, 8, 9 разлика, но Аргентина во моментов, според мене, што се однесува до психичка подготовка, е на еден чекор пред нас, што може да биде и клучно во однос на тоа дека двете селекции се по квалитет тука некаде. Што очекувате од утрешниот надпревар и кој е ваш фаворит на ова светско првенство? Фаворит многу тешко, ова светско првенство е многу тешко да дадеш фаворит. Сигурно има 10 селекции кои што ќе се борат за влез во полуфиналето. Значи имаме 4 селекции кои што изминатите 2 години беа присутни во полуфиналето. Тука е, видовме од вчера, тука е Германија, е сериозна. Исланд, иако загуби, секако ќе биде ова. Норвешка, ја спомнав, значи здрава како никогаш претходно, сигурно ќе атакува да ова. Значи, ова е еден друг формат сега од претходните. Значи, нас ни се случува сега во втора фаза да влезат 24 репрезентации, а до претходното светско ние имаме вкупно 24 репрезентации на светско. Значи, сега ќе влезат многу репрезентации во следна фаза, но следниот чекор на влегување во четвртфинале ќе биде исклучително тежок. Тука пак би сакал јас да има некакво изненадување, би сакал Норвешка или Исланд да биде шампион, ако е возможно, би сакал Германија да се врати во првите 4, чисто ради промена на овие 4 репрезентации како што се Шпанија, Франција, Шведска и Данска, кои што постојано ги гледаме и се на врвот. Многу е тешко да се одреди кој би можел да биде шампион и неблагодарно, а она што го посакувам ја е да ги добиеме аргентинците утре, од аспект дека прво че имаме тензија на ова првенство уште следните 5-6 дена, нели нашата селекција ќе биде таму, а од друг аспект дека можеби во таа следна фаза, немајќи шанса да направиме ништо повеќе за некој пласман сериозен, можеби ќе добијат шанса овие млади играчи што сме ги зеле да добијат некакво искуство, па да имаме некаква придобивка од ова светско првенство. Благодарам многу на одвоеното време, задоволство е секогаш да се зборува со вас, посебно на тема спорт и тема ракомет. Ви благодарам на поканата.